Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележа денот ги донесуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Над 500 домашни компании имаат бенефит од соработката со странските инвеститори. Проектот за енергетска ефикасност Енерджинет со семинар во Велес. Филмот Последниот македонец премиерно се прикажа во Велес. Над 500 домашни компании имаат бенефит од соработката со странските инвеститори. Градежните компании први ја почувствуваа придобивката, градејќи ги фабриките добија сигурна работа. Градежните компании први го почувствуваа бенефитот од странските инвестиции. Тие градејќи и фабриките добија сигурна работа. Процесот на изградба е долготраен, па затоа во градежништвото растеше и бројот на работни места. Како одминуваше фазата на градба, така се зголемуваа дејностите во кои македонските компании ги примаа нарачките за работа од странските инвеститори. Фирмите кои изработуваа најразлични делови беа следни по градежниците кои добија можност да го зголемат обемот на производството. Одма после нив доаѓаат компаниите што се занимаваат со прехрана. За на крај веќе да биде очигледно и за најголемите неверувачи дека странските инвестиции економски ги развиваат малите и средни домашни компании. Доколку не се случиле тие инвестиции и не бил фокусот на овие инвестиции, не само што не могло да се создадат овие нови дополнителни работни места туку во самите компании, туку голем број на инвестиции и на дополнителни работни места во домашните компании кои што соработуваат со овие компании немало да бидат отворени. Покрај економскиот бенефит од обезбедената работа, домашните компании својот раст го градат подпомогнати од владините мерки. Важно е значи да се работи и на создавање услови и за домашните компании и на создавање на услови за странските компании. Подигнувањето на конкурентноста на македонската економија, подобрувањето на условите за водење на бизнис на македонската економија важат подеднакво и за домашните и за странските компании. Статистиката е само потврда на оно што е веќе очигледно. Бројот на креирани работни места од 2006 година се зголемува, па така денес бројот на работни места е околу 700.000 наспроти 540.000 кои што работеа пред 10 години. Извештајот на Doing Business треба да придонесе при процесот на привлекување нови странски инвеститори. Во Македонија за само еден ден може да се регистрира фирма и има ниски даноци. Нов адут во рацете на промоторите на македонската економија. Извештајот на Doing Business во кој е евидентиран напредокот на Македонија треба да придонесе при процесот на привлекување на странски инвеститори. Рангирањето на земјава како поволна бизнис дестинација, во која за само еден ден се регистрира фирма, ниските даноци и посветеноста на надлежните служби во процесот на подобрување на бизнис климата се реални предуслови за зголемување на бројот на инвеститорите. Посебно е значајно што Македонија бележи напредок во речиси сите индикатори и ако го споредиме ова со периодот од последните 9 години откако оваа влада ги дизајнира економските политики и реформи, ќе се види дека секоја година, буквално од 2006 до 2015, остварен е континуиран напредок на рангирањето на Република Македонија. Во 2006 година Македонија беше на 94-то место рангирана според истиот овој индикатор, а денеска стигнавме до 12-то место во светот. Значи, 82 места подобрување, што е импозантен напредок. Дека Македонија економски јакне, доказ е и најавата за влез на индиски и германски инвеститори.
Советниците на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери на средби со граѓаните заеднички го планираат општинскиот буџет за 2016 година. Од местната заедница Славе Петков, советниците на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери ги започнаа средбите со граѓаните, наменети за утврдување на приоритетните проекти. Предлог буџетот за наредната година е во фаза на изготвување, па затоа ваквите директни контакти се неопходни, вели координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН Петре Саздов. Многу сериозно и многу одговорно пристапуваме кон ваквите средби со граѓаните по урбаните и по местните заедници, се со цел да изнајдеме решение за потребите што најдобро ќе ни ги соопштат самите граѓани, да ги вградиме и да ги метнеме како приоритети во програмите што ги планираме за реализација во склопот на буџетот за идната година. Граѓаните присутни на средбата велат дека ова е единствениот начин сите заеднички да учествуваат во одлуката кој е нивниот приоритетен инфраструктурен проект. Голема благодарност до дел од советниците што го возможија овој состанок да се сретнат граѓаните со нив, за самите граѓани тука на лице место да си кажат своите проблеми што ги имаат на самата си улица кај што живеат. Ние од оваа урбана заедница сите проблеми што ги имаме гледаме да ги заеднички да ги решиме. Ова е втора година поред како се одржуваат средбите на советниците со представниците на местните урбани заедници. Тие се нераскинлив дел од системот на локалната самоуправа и затоа неопходни се истите. Ваквиот начин на комуникација и соработка со граѓаните во најнепосредни контакти, во лични контакти и секојдневни контакти со граѓаните, затоа што самите граѓани го имаат правото, ја имаат и потребата да ни ги кажат најгорчливите проблеми или проблемите што ги тиштат во нивните места на самото живење. Од тука почнуваме и еден од нашите најголеми приоритети е како најжива материја, најсуштинска материја уредувањето на градежното земјиште, односно потребите и функционирањето на инфраструктурните проблеми, решавање во инфраструктурните проблеми на граѓаните. Денес и во наредните 2 дена советниците ќе остварат средби со жителите од сите 24 местни и урбани заедници во Велес. Проектот за енергетска ефикасност Енерджинет со семинар во Велес. Со средства од овој проект ќе биде поставена термоизолацијска фасада на неколку клонови од детската градинка Димче Мирчев во Велес. Општина Велес и општина Прилеп од македонска страна и општините Ираклија, Визалтија и Флорина од грчка страна разменуваа искуства за прекуграничниот проект за енергетска ефикасност Енерджинет. Општина Велес е водечки партнер од македонска страна, а станува збор за проект кој локалната самоуправа го аплицираше во рамките на програмата за прекугранична соработка со Република Грција, финансирана од Европската унија. Со средства од овој проект ќе биде поставена термоизолацијска фасада на неколку клонови од детската градинка Димче Мирчев. Овој проект ќе се работи во неколку фази. Овде се потоа одиме во другите општини кои што имаат добиено проект, така да денеска Велес е домаќин на овој настан и ги разменуваме мислењата покрај предавањата. Значи има време и за дискусија, има време и за разговори помеѓу службите на општините. Во овој проект предвидени се неколку активности кои ќе придонесат за поголема заштеда на електрична енергија. Општините партнери ќе изработат пилот проекти во рамките на прекуграничниот проект за енергетска ефикасност кои ќе придонесат за заштеда на буџетот на истите. Конкретно во општина Прилеп преку овој проект ќе се реконструира средното економско училиште. За Прилеп е планирана реконструкција на средното економско училиште Кузман Јосифовски Питу, со што ќе се заменат прозорците, ќе се постави нов покрив, изолација на покрив и термоизолациона фасада, што е од големо значење за самото училиште. Со овој проект предвидено е изработка на стратегија за енергетска ефикасност. Истата е во согласност со стандардите на Европската унија. Инаку проектот е во висина од 760.000 евра, од кои на општините од македонска страна ќе бидат доделени 267.285 евра, а само на општина Велес 106.000 евра. Деловниот простор кој СДСМ бесплатно го користи, му припаѓа на Министерството за образование да се пренамени во студентски дом, предложи координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски, додавајќи дека СДСМ со години користи државни објекти во повеќе општини. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија користел објект кој е во сопственост на Министерството за образование.
Ова најголем дел од македонската јавност го дозна вчера на собраниската седница намената за пратенички прашања. Овој податок го отвара прашањето глумат ли СДСМ загриженост за студентите ако содеци не користат простор кој реално им припаѓа ним. Пратеникот Илија Димовски со конкретно барање СДСМ да го отстапи објектот, а владата да започне негова пренамена во студентски дом. Ве замолувам, ве гледам и вас координаторе, го гледам и младиот надежен председател на вашите млади. Објектот кој што е на Министерство за образование да го вратите, а владата ќе обврземе со специјален закон да инвестира, да го реконструира, да го направиме студентски дом уште оваа година да биде можно, да не чекаме нов да се изгради. Цели 20 години, вели Димовски, СДСМ користи бесплатно тук деловен простор, а Министерството за образование издвојува средства за плаќање на наемнина. Уште еднаш кога ќе зборувате за студентски стандард, ќе ви кажам дека сте одземале имот од Министерство за образование. И 20 години Министерство за образование што плаќала кирија за да биде сместена по други објекти, да се пресмета, да си го платите и тоа. Ова не е единствен државен објект кој го користела СДСМ. Димовски го посочува примерот во Битола, но и други општини. На барање на Сдруженијето на лица со стома или кома, Фондот за здравствено осигурување на Македонија донесе одлука која ќе значи олеснување за над 1900 осигуреници со колостома или остома и уростома, кои од 1 декември ќе можат да подигнат количини за 3 месеци во ортопедските куќи. Ова олеснување е особено важно за осигурениците кои живеат во помали места и мораат секој месец да одат до друг град за да ја подигнат потребната количина на кеси за стома. Играно документарниот филм Последниот македонец, патот до истребување ја доживеа својата премиера пред Велешани. Дел од тимот кој работеше над филмот се Велешани, иако со малку средства задоволни од сработеното, велат работеле со многу љубов. Филмот Последниот македонец, патот до истребување во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот ја доживеа својата велешка премиера. Играно документарниот филм ја пренесува приказната за крвопролевањето, желбата за уништување на Македонија, разделените семејства. Амбициозната екипа го работеше 3 години со многу скромен буџет, но истиот е сработен со многу љубов за една подобра иднина и меѓусебно разбирање. Режисер на истиот е Илија Пиперковски. Кога го правевме овој филм, мислевме за секој случај, за некој пат, дека ќе биде како добра поука, и на крај паме дека денеска ќе се наоѓаме во едно вакво невреме, кога сме сочени со еден друг предизвик, како пред 100 години, кога македонец со македонец се гледаме преку нишан. Снимањето на филмот финансиски го поддржа Агенцијата за филм на Република Македонија и Министерството за култура. Монтажата ја работеше Данчо Стевков. Овој филм е правен за да покаже, за да научи, за да каже како не треба да биде. Значи, нас историјата ни се повторува 100 години. Јас кога влегов во овој процес да работам, јас немав поима за нашата историја. Значи, стварно не знав ништо. Оно што не учеле на школа, тоа беше се. Истражувавме, учевме, благодарение на сценаристот, на режисерот, влегов во тој процес за да можам јас мојот дел да го сработам. Беше тешко, се одрековме од многу работи, вложивме од нас многу, но задоволството е преголемо. Последниот македонец е работен по сценарио на Александар Кукулев. Последниот македонец е филм кој истовремено е и закана, но и мотивација и надеж. Закана дека ако не ги учиме лекциите од историјата, навистина би можеле да дојдеме до ситуација да зборуваме за последниот македонец, а од друга страна нуди можност да бидеме мотивирани поради фактот што на ова тло живееме заедно и тоа е нашата сила со која Македонија и македонецот може да истрае и да оди напред. Голем дел од екипата која работеше на филмот се Велешани. Продуцент е Снежана Лупевска-Созен, а извршни продуценти Огнен Антов и Владимир Анастасов. Втората проекција на Последниот македонец, патот до истребување, ќе биде вечерва во Велешкиот театар.
Футсал надпревар помеѓу родителите и наставниците во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Велес. Целта на овој надпревар е родителите да се приближат до своите деца во образовниот процес. Наставниците и родителите спортуваа, дека спортот е втора споредна работа во животот, доказ е надпреварот помеѓу родителите и наставниците од основното училиште Кирил и Методи. На овој футсал надпревар, наместо учениците да бидат фудбалери, тие беа судии, а нивните родители фудбалери. Целта на овој надпревар, според директорката Анита Мирчева, е родителите да се приближат до своите деца во образовниот систем. За да тече воспитно-образовниот процес како што треба, со најголеми успеси секако мора да постои еден триаголник кој што безпрекорно ќе функционира, а тоа е триаголникот помеѓу наставник, ученик и родител. Фудбалерите во овој случај, родителите на учениците од основното училиште Кирил и Методи, искажаа задоволство и се надеваат дека ваквите надпревари ќе станат составен дел од научно-образовниот процес. Најпрво да им се заблагодарам на домаќините за поканата, во моје име и во име на родителите. Почестени сме, сметаме дека ова е еден добар чекор за заекнување на комуникацијата и на односот родители-наставници, се во интерес на нашите деца. Директорката на училиштето Анита Мирчева напомена дека вакви надпревари ќе се одржуваат традиционално секој четврток. Компании од Германија и Индија планираат своји капацитети во Македонија. Владата на Јапонија со одлука за обезбедување неповратна помош за Македонија и Србија во вредност од $500 милиони за справување со кризата со мигрантите. Вести од Македонија. Компании од Германија и Индија планираат своји капацитети во Македонија, рече премиерот Никола Груевски на седница за пратенички прашања во Собранието. Покрај тоа што очекува официјализирање на одлуката за најавената инвестиција од мултинационална компанија од автомобилската индустрија во технолошко-индустријската зона во Струмица со 1500 работни места, според Груевски има и други компании заинтересирани за инвестирање во Македонија. Во изјавата премиерот посочи дека се сретнал со една друга финансиска компанија која покажала голем интерес за инвестирање во Македонија, така што нашите капацитети, онака како што се поставени, даваат сериозни резултати, истакна тој. Одлука за неповратна помош за Македонија и Србија во вредност од $500.000 за справување со кризата со мигрантите ќе обезбеди владата на Јапонија. Ова го соопшти Канцеларијата на Меѓународната организација за миграции, преку која ќе биде спроведена итната помош. Според соопштението, проектот има цел да ги поддржи постојаните напори на владата на Македонија и на Србија да ги адресираат наитните потреби и приоритети за адресирање на тековната миграцијска состојба во овие земји. Проектните активности вклучуваат развој на информативните материјали, обуки, поддршка на социјалните служби при транспорт на ранливите категории на мигранти, како и подобрување на условите за прифат на бегалците и мигрантите, се вели во соопштението. Седумнаесет мигранти загинаа во водите на Егејското море во две нови несреќи. Тројца ирачки војници се убиени во ракетен напад во Ирак. Најмалку 2 лица загинаа, 4 се повредени во експлозии во Украина. Ова е светот денеска. 17 мигранти загинаа во водите на Егејско море во две нови несреќи, јавуваат грчките медиуми, ноќеска пред полноќ. Грчките власти добиле сигнал за превртен чамец во регионот Калимнос. Според првичните информации, имало околу 100 бегалци кои паднале во морето. Спасувачката операција започнала веднаш, а досега се спасени 138 бегалци. Од морето биле извадени 14 тела. Во регионот дува силен ветер, а грчката крајбрежна стража трага по исчезнатите. Нивната точка не може да биде утврдена. Рано изутринава покрај островот Родос, глисер на крајбрежната стража спасил 6 бегалци и извадил 3 тела од морето. Се трага по уште 3 лица. Тројца ирачки војници се убиени во ракетен напад врз поранешната база покрај меѓународниот аеродром во Багдад, во која се сместени ирански дисиденти. Нападот се случил доцна синоќа.
Иранските дисиденти пак тврдат дека најмалку 20 од нивните луѓе загинале во овој напад, додека ирачката полиција во соопштение вели дека врз кампот Кемп Либерти биле истрелани 16 ракети. Полицијата вели дека најмалку 16 војници се ранети, а десетици се ранети меѓу иранците. Соединетите Американски држави ја повикаа ирачката влада да е зголеми безбедноста во кампот на ирачките дисиденти, се наведува во изјавата на американскиот државен секретар Џон Кери. За сега, никој не ја презел одговорноста за нападот. Најмалку 2 лица загинаа, а 4 се повредени во експлозии во складиште за муниција во регионот на Луганск на југоистокот на Украина. Пожарот по експлозиите зафатил околу 300 квадрати на складиштето на артилериска муниција во градот Сватово. Локален представник изјавил дека на таа локација се наоѓаат над 3,5 тони муниција. Масовна паника предизвикале експлозиите во областа која е под контрола на властите во Киев. Представникот на локалната администрација Јуриј Клименко навел дека засега нема податоци за тоа дали има уште жртви или повредени меѓу вработените во складот, додавајќи дека е формиран и оперативен центар за вонредни состојби. Игор Стефановски ќе го добие шампионскиот пехар. Нови предизвици во СЕХА лигата за македонските представници. Си играат 8 надпревари од 8-то коло во АБА лигата. Домашен спорт. Ке се одиграат 5 надпревари од 8-то коло на македонската ракометна Суперлига. Интересен ќе биде надпреварот меѓу екипите од дното на табелата, Металург 2 и Пелистер, во кој металурците ќе се обидат да стигнат до првата победа, а битолчани конечно да излезат од резултатската криза. Исто така ќе биде интересно да видиме дали екипата на Работнички ќе може да продолжи по патеката на успесите или пак Вардар Јуниор ќе има сили да го запре во таа намера. Металург е јасен фаворит на гостувањето во Прилеп, а Охрид е поблиску до победа на гостувањето кај екипата на Пролет. Еден од најинтересните надпревари ќе се одигра во Велес меѓу екипите на Борец и Радовиш. Во сабота во Порто ќе бидат прогласени и поделени титули за најдобрите на трките на ридските патеки под капата на Интернационалната автомобилистичка федерација за 2015 година. Како шампион во најпрестижното надпреварување Европското првенство на ридски патеки, македонецот Игор Ставановски Идже ќе го добие шампионскиот пехар. Ова е втор пат за 2 години да добие драгоцен пехар, како круна на уште една успешна сезона со освоено максимален можен број на бодови како потврда на квалитетот. Тешко ми е да се решам која титула ми е подрага, ланската или оваа втората. Сепак ова е потврда на одличната работа на сите во тимот, на сите чинители во нашата успешна приказна и возврат на довербата која спонзорите ја имаат во нас, изјави Идже. Двата македонски представници Вардар и Макс Струмица настапуваат утре. По 2 пораза во низа за ракометарите на Вардар во СЕХА лигата. Црвено-црниот состав ќе се рехабилитира на дуел со последно пласираниот Борец, додека Струмица во потрага по првата победа во лигата. Ја очекува ново гостување овој пат кај Татарн Прешов. Екипата на Вардар се наоѓа на 5-то место на табелата со 15 бода, додека Макс Струмица на предпоследното место со 2 бода. Со надпреварот Мегалекс Тутиеска, закажан за 21 часот вечерва, стартува 8-то коло во кошаркарската Јадранска лига. Нашиот првак МЗТ Скопје ќе се обиде да ја продолжи низата од 3 победи во надпреварувањето. Утре во 19 часот гостува кај Крка. Викендов во 8-то коло ќе се сретнати Задар Унион Олимпија, Будуќност Металац, Цибона Игокеа, Тајфун Цетевита, додека последниот надпревар ќе се одигра во вторник помеѓу Црвена Звезда и Партизан. Одиграни 3 надпревари во најсилната кошаркарска лига на светот НБА. Третото коло во Евролигата им донесе победи на Барселона, Цедевита и Макаби Тел Авив. Меѓународен спорт.
Мемфис Гризлис славеше против Индиана Пейсерс 112-103, иако имаше негатива од минус 9 разлика во финишот од третата четвртина. Најрасположен беше Гасол со 20 поени, а во дресот на Пейсерси истучинок имаше и Џорџ Хил. Атланта се врати после стартниот пораз, откако триумфираше во Медисон Сквер Гарден против Њујорк 112-101, а главен носител на играта беше бекот Џеф Тик со 23 поени. Клиперси беа сигурни пред своите гледачи и го победија составот на Далас Маверикс со 104-88. Домаќините беа подобар левел во оваа средба, трпеливо ја градеа предноста. Кај домашниот состав Блек Грифин постигна 26 поени и 10 скока, додека кај гостите Дженкинс со 17 поени беше најефикасен. Екипата на Барселона убедливо го совлада Панатенаикос со 77-52. Каталонците предноста ја имаа во текот на целиот надпревар, а до убедлив триумф стигнаа откако во последната четвртина на противникот му дозволија да постигне само 9 поени. Цедевита приреди изненадување во Турција, каде што на гостински терен му го нанесе првиот пораз на Анадолу Ефес 75-81, кој досега имаше максимален учинок од 2 победи. Екипата на Макаби Тел Авив по 2 пораза забележа победа на домашен терен против Сасари. Екипата на Лаборал победи на гостински терен против Лимош 107-71 и екипата на Каршијака на домашен терен загуби од Жалгирис 66-68. Екипата на Момпелије славеше со 32-31 против Пари Сен-Жермен во рамките на 8-то коло во француската ракометна лига и му го нанесе првиот сезонски пораз на фаворитот. Во таборот на победничкиот тим блескаше Бонефонт кој постигна 7 голови, но одличен беше и словенечкиот интернационалец Драган Гаич со 5 гола. Микаел Хансен и Даниел Нацирс со 6 гола беа најдобри кај Пари Сен-Жермен. За гостинската екипа ова беше вкупно втор сезонски пораз по оној од Флесбург во Лигата на шампионите. На табелата сега Момпелије е втор со 12 бода, само 2 помалку од лидерот Пари Сен-Жермен кој има 14. Времето денеска сончево со умерена облачност. Синоптичарите и за утре најавуваат слично време. Пад на температурите ќе имаме од понеделник. Ева ги деталите. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.